Почитувани, го следите најновото издание на емисијата Кирилица. Ово издание на Кирилица е посветено на костимографијата, поточно на театарската костимографија. Мој денешен соговорник е Благој Мицевски, костимограф и уметнички директор во Битолскиот народен театар. Една театарска представа, за да се смета за успешна, пред се треба да има добро сценарио, да има добра актерска екипа, режисер кој што умее да се снајде на сцената, но тука не изоставува и добрата, специфична, видлива костимографија. Колку значење се дава на костимографијата на целата таа изработка во Битолскиот народен театар? Добро, констатацијата ви е точна. Пред театарската уметност или представа, што е производ на таа уметност, всушност е еден колективен чин. За да се создаде една представа, на неј заработат многу уметници. Постои една екипа што се вика авторски тим, во која што секако најбитно е прво сценарието, без разлика дали е современо или историска драма, режисерот и потоа тимот кој што е заложен за визуелното обликување, се сценографот, костимографот, ако има видео, кореограф и оној кој што го прави рекламниот материјал. Најчесто. Така да костимографот и костимографијата се во првите автори за едно дело кое што се создава многу долго пред воопшто да почне да се работи. Значи, најчесто авторскиот тим на самиот почеток на представата веќе доаѓа со скоро готови цртежи, идеи, скици за тоа како представата ќе изгледа и во кој амбиент ќе биде сместена актерската екипа и какви костими ќе носи, кои што нормално во текот на процесот, затоа што станува збор за жива материја, можат и да се променат. Битолскиот театар, мислам, ако зборуваме за периодот во кој што јас сум во него, тоа е некаде почетокот на 90-тите години, сакам да кажам дека и пред тоа веројатно, меѓутоа и после тоа навистина обрнува големо внимание на тоа што се вика дизајн на представите и мислам дека има една своја автентичност по која што многу други го препознаваат како таков, а тоа се должи на еден тим на луѓе кои што години работат заедно и кои што многу долго се познаваме и се должи на продуцентите на театарот кои што имале осет за тоа да создадат еден креативен тим кој што ќе работи постојано заедно. Во таа смисла нашиот театар е еден од најдобро екипираните, ако не и единствен во државата, кој што има своја актерска екипа која што е способна да дизајнира и во исто време да произведе се што е потребно за една представа во самиот театар. Во таа смисла голем дел од средствата кои што се определуваат за производство на представа отпаѓаат на тоа навистина да се потрошат во материјали и во подобри материјали и во по-големи сценографии, по-луксузни костими кои што оставаат впечаток и во таа смисла би сакал да кажам дека и покрај тоа што јас сум работел и во многу други театри и надвор од државата, сепак можам да кажам дека најдобрите костимографски остварувања во животот сум ги направил тука. И не само како квантитет, во смисла како број на представи што сум ги реализирал, меѓутоа и како квалитет, тие кои што биле најмногу наградувани, по кои што веројатно ме паметат и заради кои и добивам ангажмани надвор од театарот, биле реализирани во овој театар и посебно ми е драго дека е тоа така. Дали сценариото е она кое ја дава идејата за изработка на костимите, ако се земе во предвид времето во кое што се прикажува дејството, начинот на игра? Нормално, сценариото е основата за една представа да се создаде. Меѓутоа, идејата во најголем број од случаи зависи од идејата на режисерот, како сака да го интерпретира сценариото, во смисла дали дословно ќе се држи до она што се назнаки од авторот, дали ќе се држи за времето кога е напишана представата или што многу често исто така се случува и е дел од современите текови, да се осовремени сценариото, во смисла да се доближи до времето во кое што живееме или денес, со други зборови, па во тоа значи дека сценариото ги определува ликовите, би рекол, кои што играат во представата и нивните карактеристики,
А самиот визуелен дизајн сепак зависи од режисерот и од костимографот и од сценографот, кои што носат заедничка улога како тоа го дизајнираат. Меѓутоа, сепак улогите се тие кои што се зададени, карактерите се тие и без разлика дали е костимот современ или традиционален, историски, би требало да ги опишува карактеристиките на еден лик, во смисла дали е тој богат скржавец, или е сиромашен пијаница, или е развратна жена, без разлика во кое општество, тоа треба да има назнаки кои што веднаш публиката ќе може да ги препознае и да помогне на актерот да изгради ликот кој што е напишан во сценариото. Во таа смисла сценариото детално секогаш се чита и без разлика на тоа дали се работи за периодот кој што го налага истото или се осовременува, мислам дека еден костимограф, а во денешно време тоа е многу поедноставено со сите можности што ги нуди интернетот, прави истражување големо. Во смисла и тогаш каков бил костимот и денес како тоа би се правело во современо време, кои се назнаките или контурите или материјалите, па може би да речеме некогаш некој детал само ќе биде интересен и ќе се задржи и ќе асоцира на некој време, не мора да биде дословна репродукција, да речем. Така да сценариото е само база, би рекол, една основа врз која што еден авторски тим, значи решава како ќе ги дизајнира представата. Пак, викам, зависи од тимот, некогаш се случува често да се работат представи со иста тема, па доколку режисерот или тимот не сака да се повторува, ќе измисли нешто друго, или пак има друга варијанта режисери кои што сакаат дословни дизајнери секогаш во секоја представа да се познава дека тие работеле ќе се држат до некоја своја естетика, која што пак, викам, сепак треба да ги има назнаките и да го задоволува потребите на ликовите во даденото сценарио. Сцената на Битолскиот народен театар се изиграни бројни представи. Одиграни се представи од значајни драмски автори ширум светот. Тука го имаме Шекспир, Чехов. Да. Согледувајќи од таа страна, каков е патот на создавањето на костимот? Дело кое што треба да се прикажи Шекспир, Чехов? Па, јас исто така сум многу среќен дека репертуарот на театарот во Битола е разноврстен. Сепак ние сме репертуарски театар кој што на публиката мора да ја понуди представи за секој вкус и за секоја возраст. Исто така си дозволуваме многу често и да имаме експериментални работи кои што ми се посебно драги, камерни представи, големи представи како што споменувате Шекспир и Чехов. И некако исто така можем да кажем сме единствените кои што имаат толкава продукција на Шекспир. И заради тоа го имаме и тој фестивал и нашето успех во Лондон и така натаму. Да не избегам од прашањето. Секоја ја представа без разлика дали е Шекспир или автор кој што помалку познат, има повеќе актери или помалку, јас лично ја доживувам како некој проблем кој што треба да се реши, значи од сечи аспект. Многу често представи од кои што сме очекувале многу и мале голема подела и бил познат текст, можеби не го постигнуваат успехот на некои што се помали со помала екипа и се помалку претенциозни. Меѓутоа, нашиот ангажман е секогаш ист, во смисла тоа е една деликатна, тешка работа која што треба да не донесе до некои решенија. Сепак ние сме тука да измислиме слики кои што не сме ги виделе порано или кои што се плод на некаква имагинација или се рефлексија на едно време во кое што живееме или сакат да пренесат некаква порака. Во таа смисла, без разлика дали станува за автори како Шекспир, Чехов или некои посовремени, сакам да кажам дека пристапот за решавање е на тоа како представата визуелно ќе изгледа е ист и има исто голема тежина. Нормално дека големите автори како Шекспир и Чехов сепак пишувале многу обемно, во смисла кога ќе земете било кое дело на Шекспир, одма се знае дека тука станува збор за многу ликови, за многу ситуации, за една работа која што без разлика дали ќе се реши историски или современо, по обем е прилично голема задача и тие спаѓаат во едни, како да кажем, теми кои што човек може да ги решава веројатно најадекватно во позрели години и кога може би она што го прави
сепак на крајот има личи на нешто што е класика. Без да обрнуваме внимание на тоа дали тоа е личен ракопис на дизајнерот или е израз на режисерот, сепак тоа останува како класика. Ке се навратиме на представите Хенри VI, Среќен крај, која што исто така ја подпишувате режијата, Без паника, Да. Која што имаше голем успех. Она што јас можам да го забележам е дека овие представи од страна на костюмографија имаат едноставна костюмографија, но впечатлива. Има некоја строгост во тој цел израз, што остава дополнителен позитивен печат, барем според мене. Па, знаете како, тоа исто така се менува со годините. Јас исто сакам да кажам дека театарот има своја мода, има своји тенденции од една страна кои што ево ние максимално се трудиме да ги пратиме. Па така и она што го правиме да има допир со она што се случува на сцените во светот. Мислам, во крајна линија ние во последните години, а и пред тоа многу патуваме и надвор и нашата работа е изложена на јавност, на критика, на публика и сепак треба да се представиме доследно, во смисла да не се чуди сега публиката критика кој е тој век или која е таа земја, што сакам некојаш да кажем, затоа што сепак па информациите денес се многу достапни и човек едноставно може да ги прати и да ги следи или пак доколку е толку иновативен, може и некои новини да внеси, па дури да диктира некакви трендови. Представите што ги споменавте имаат едно нешто што ме врзува мене како дизајнер пред се. Јас сепак во светот од театарот, во светот на театарот дојдов од светот на модата и уште тогаш кога се појавив како нов дизајнер, значи негде 90-тите години, почетокот кога се вратив во студиите од Загреб, тоа беше една новина, во смисла во нашиот регион, во Македонија постоја костимографи кои што беа обременети со историскиот костим, со идејата да се создаде историски костим, со идејата да се запази формата, материјалите и така натаму, во смисла не си даваа себе си слобода толку лично да го интерпретираат костимот како што тоа може би го правиме ние сега и како што некои други понатаму се надевам ќе го прават уште по смело на некој начин. Она што најмногу ми се допаѓа во театарот е сепак можноста да се експериментира и нештата да се испробуваат. Значи, работата во театар ви возможува да го видите нешто на сцената и доколку не ви се допаѓа, тоа нешто да се промени до крајот на премиерата. Викаме до последен момент, нештата можат да се менуваат, а и постојат режисери кои што и после премиерата некогаш, по зависност од тоа колку долго живее представата, некои нешта да се променат. Воопшто, јас лично како дизајнер, тогаш кога почнав да работам, некако го привлеков вниманието со својата барокност, во смисла знаев да вклучам барокни костими таму каде што навистина можеби и немаше потреба, меѓутоа тие оставаа силен впечаток и му даваа определена театралност на сцените. Меѓутоа тоа беше некаков тренд тогаш, да речем. Потоа и во светот на модата, и во нашето современо живење, и она што го гледаме на улиците, знаеме дека завладеа минимализмот, во смисла како со многу малку да се каже многу, така да и во смисла на костими нештата почна да се поедноставуваат, да се инспирираат од личната мода, од она што го гледаме во списанијата и што го живееме секојдневно. Имаше тенденции костимите дури да се граничат со тоа дали да не знаеме дали е тоа костим или некој си дошол од дома, што никогаш не е случај нормално, меѓутоа едни повеќе филозофски или уметнички приоди кон тоа што костимот може да биде и како да определи една представа, па така да се менува и она што јас го правам. Многу често постојат режисери што викаат сакам сега да ми направиш костими како тогаш, се мисли на некогаш, меѓутоа нити јас би можел сега тоа да го повторам, нити мислам дека тоа има некаква смисла. Идеите се оригинални. Да. Она што ме интересира е изработката на костимите е една работа, но сценската работа е нешто друго, односно играта на глумците на сцена.
И сега, колку се прилагодуваат костимите врз актерската игра на сцена и со сите тие, со целата таа динамичност која што Па ја мислам прави дека во сцената? последно време многу се прилагодуваат и не го кажувам тоа во лош аспект. Порано мислам дека луѓето има проблеми со тоа дека некој им го менува костимот или дека ќе ми ја наруши индивидуалноста или оригиналноста со тоа што ќе треба некој костим да се адаптира. Меѓутоа, тоа исто така се менува. Современиот театар има толку многу сценски движења, толку многу се промени во смисла актерите се навикнат на тоа дека многу често има кореограф во представите, има мюзикли, треба да се пее, има физички театар, има нешта кои што се воденат, се посипуваат со крв, со не знам, со разни работи кои што костимот треба да ги истрпи и во таа смисла костимот денес се адаптира многу и не мислам дека тоа лошо, мислам сепак најважното е она што публиката треба да го доживее. Мислам, кажавме уште на почетокот од интервјуто дека тоа е една колективна уметност и најважно е представата да биде добра, а не костимите да бидат убави. Значи си постојат инсталации, си постојат изложби каде што некој ако навистина сака само да го прави она што си го замислува без да тоа го носи некој глумец во представа, може и тоа да го прави. Меѓутоа, потребите на современите представи бараат да се адаптира костимот и мислам дека нема ништо лошо во тоа. Дури не би го нарекол ни компромис. Мислам дека тоа е еден заеднички труд како да извадиме максимално од сите учесници. И се води сметка да костимите бидат, значи од природни материјали, се води сметка како ќе се одржуваат, пошто представите се играат долго, се води сметка да бидат значи удобни за актерите, да може да прават се. Нормално, доколку има посебни бариери, можат и да бидат неудобни. Меѓутоа, тоа е, ако навистина е целта на режисерот, и ако така е режирана представата. Сакам да кажам дека значи изминато е она време кога некој може само да дојде со скиците и да побара нешто да се направи. Сепак костимографот во последно време е се присутен цело време за време на производството на една представа, затоа што многу често работата трпи промени во самиот процес. Во секоја една професија има одредени предизвици, да не ги кажеме проблеми, затоа што сето тоа е учење. Кои се проблемите, односно предизвиците со кои што се соочувате вие во вашата работа? Па, вака однад прогледано, кога човек иде на представа и гледа представата, тоа е едно уживање, задоволство, луѓето завидуваат, си работите што ја сакате и така натаму. Меѓутоа, сакам да кажам дека тоа навистина е една тешка и макотрпна работа и дека ги има истите предизвици како и било која друга професија, дека тоа само навидом изгледа дека се занимава само со убавото и со задоволството, туку дека тоа е навистина една секојдневна работа како во фабрика. Исто во поголеми театри од нашиот и поголеми центри каде што има опери и балети, навистина постојат фабрики на неколку спрата со работници во мантили кои што имаат пауза за ручек и тоа е една фабрика каде што се произведуваат голем број на костими. Кај нас тоа е во помал обем, меѓутоа сепак имаме работилница која конкретно збораме за костимите и сепак театарот е една скапа уметност, се би рекол. Она што е последен, стално викам, може да се глуми без пари, ама костим да се направи без пари е малку потешко. Мислам, она што постојат разни предизвици, нормално дека треба да се познават материјалите, кројот, формата, како нешто што е помалку кошта на сцена изгледа многу подобро, да речеме. Постојат и такви работи. Меѓутоа, многу често во современиот театар има така наречени камерни представи, каде што нештата се гледаат навистина одблиску и кај што е потребна определена доза на, ево да не речем перфектност, ама на вистина солидна изработка и добри материјали, затоа што луѓето сепак она што го гледат на сцената треба да е нешто друго од она што го живеат или онака како тие дошле од дома облечени, не? И предизвици има многу, како да кажем, секоја представа е предизвик. Без разлика на тоа дали сте биле многу успешни или сте направиле многу костими и добиле многу награди. Како во мојот случај, секоја наредна представа е пак изложена на јавна критика и секојаш сите луѓето имаат склоност да ги забележуваат негативностите повеќе отколку позитивните работи, па во таа смисла критиката сега, кога
присутна и нема никаква гаранција дека ако нешто досега сте направиле добро, дека тоа пак ќе биде така. Сакам да кажам дека ангажманот секогаш наново и наново е исти, бара истата го бара истиот ангажман и истата сериозност. Она што пријатно изненадува и она што мене ме изненади, читајќи вашата биографија професионална, покрај костюмографијата што ја подпишувате, имате подпишано и повеќе театарски представи. На што сте особено горди од кога станува збор за театар, за мода, дизајн? Па, вака, кога од денешен аспект го гледам целото моје искуство до сегаш, но сепак сум горд на тоа што ја избрав таа професија, ја сакам и мислам дека поинаку не може ни да се работи, не само таа професија, туку било која, за да се човек со задоволство се справува со предизвиците и проблемите, сепак треба до крајот на животот да го сака тоа што го работи. Значи јас сепак сум најмногу горд на тоа што бев упорен и успеав во тогашно време да се запишам на факултетот во Загреб, кој што беше навистина селективен, каде што од цела бивша Југославија од 1000 пријавени студенти успеваа годишно да приемат само 20 и дека она што таму го добив како основа и вкус и занает, мислам дека е бесценето и нешто без кое што не би можел да си го замислам денешниот успех и ангажман. И заради тоа мислам дека толку долго траам на сцената. Мислев дека некако со текот на годините ќе има помал интерес за она што јас управам, ќе се појават нови и така натаму. Тоа е свет во кој што нештата брзо се менуваат. И друго, горд сум на тоа што сепак на крајот завршив во театар, затоа што тоа е местото што ги сублемира повеќето мои интереси. Значи и модата, и театарот, и сликарството, и се сегменти кои што во театарот се спојуваат на некој начин и човек може да се изрази себе си како уметник, апсолутно. И мислам дека тоа јас сум го направил во текот на сите овие години и дека работата во Битолскиот театар сепак ми донесе познанства со многу други режисери кои што ми возможија работа и во други театри надвор од нашата држава. На тоа сум исто така посебно горд и нормално можеби не на сите, меѓутоа има доста значајни представи кои што мислам дека со својата работа сум ги одбележал во овој театар. Ангажманот како режисер што го спомнавте, тоа е мојата последна гордост, да речам. Некако човек мислам дека треба да се надоградува и да учи додека е жив, нели? Мислам дека таа работа, уметноста, значи нема едно пензионирање или сега кажав се што имам, тоа е еден бескраен на море од идеи и од можности. И мислев дека најлогично е да се надополнам себе си, да се надградам како режисер, затоа што како костюмограф мислам дека она што се нуди тука и можностите кои што се нудат тука не се нешто повеќе од она што јас веќе го имам како искуство и како знаење, и така тоа беше некаков логичен след, а имав и претходно искуство со неколку проби како режија кои што оставија вака да речам впечаток кај публиката и актери кои што добиваа награди, учества на фестивали и така натаму. И посебно ми е драго дека представата Без паника, која што беше мој магистерски труд по режија, еве има голем успех, се игра повеќе од 60 пати и најновата представа Happy End исто така има добар прием. Кај публиката гостуваше на фестивал во Израел и мислам дека ќе живее уште долго на сцената. Мора да се спомене тука и вашето делување на сценографијата. Значи, тоа е еден компакт. Веќе сте присутни секаде во театарското действување. Па вака, тоа е пак викам заедничка работа. Значи, јас сум правил сценографија исто за представи, меѓутоа помалку, затоа што сепак во нашиот театар сценограф и сегашен директор е Валентин Светозарев, со кој што ние многу години уште и пред овој период кога сме некако раководен тим, бевме и дизајнерски тим, многу често работевме заедно
и мислам дека апсолутно се надополнуваме и онака без суети имаме што да си кажеме еден на друг, во смисла дали тоа е добро за представата што ја правиме или не, и немаме проблем со тоа да поделиме некоја идеја или да си го кажеме мислењето, и мислам дека моето влијание во таа смисла секогаш било позитивно, не било секогаш прифаќано, нормално дека секој си има и сака да остави свој авторски печат. Иако вкусовите ни се различни, сакам да кажам дека тоа е исто така позитивно. Значи, ние исто така немаме проблем во нашиот театар да работат големи добри режисери, исто така да угостиме и други сценографи и костимографи да работат во нашиот театар и да остават свој впечат доколку режисерот тоа го сака, и напротив, мислам, му помагаме да го реализираат својот проект најдобро што е можно. Тоа е случајот со нашата последна представа Метаморфози, која што е исклучително визуелно доживување, и сценографот и костимографот кој што беше од Бугарија, ние навистина му помогнавме да својата идеја ја реализира максимално, што е можно најдобро, затоа што сепак тие си заминуваат, а нас представата ни останува и ние сакаме да бидеме горди на таа продукција. Во таа смисла мислам дека она што е мое влијание многу често е од практични причини, не е секогаш само од визуелни побуди. Советите што си ги давам себе си и на другите кои што работат во овој театар се заради моето долгогодишно искуство и бројката на представи кои што веќе не ја ни бројам, и мислам дека тоа секогаш помага сепак она што е крајен резултат да биде добра представа. Имате посветено околу 26 години на театарскиот израз. Се истакнавте како режисер, како што споменавме, во моментов сте уметнички директор на Битолскиот народен театар. Имате искуство кој би можел да каже дека каде се наоѓа театарот како институција во ова наше општествено окружување. Бидејќи имате и контакти со странски театри, гостувања, делегации, сето тоа. Каде е театарот? Добро, нашиот Битолскиот театар, ако конкретно зборуваме за него, мислам дека си е еден бренд. Значи, тоа е нешто што не го измисливме ние и што нема да речам дека е само моја заслуга. Значи, тој си е бренд од моментот кога со самиот факт дека е тој првиот официјален театар во Македонија, посвоена Македонија, кој што има континуирана трупа и представи на македонски јазик, и тоа се факти кои што се неизбришливи. Имаше долг период кај што беше значаен театар во рамките на бивша Југославија со учество на фестивали, добивање награди. Тогаш во тој период некако се мереше по тоа кој какви награди добива на Стерино позорје, на МЕС и така натаму. Сега работите мислам дека се променети малку во смисла дека барем нашата програма е некако повеќе фокусирана на гостување на земји и култури кои што не сме биле досега, и мислам дека последните 5-6 години со нашите представи во Лондон, во Америка, во Русија, во Кина, во Израел сега, отвараме едни нови страници на една историја која што некој веројатно ќе анализира и ќе цени или негира понатаму, не знам, и дека се обидуваме на некој начин да обезбедиме квалитетен квантитет. Значи, нешто што театарот во еден период имаше мала криза кога доживеа некаков неуспех од разни причини. Меѓутоа, мислам дека сега навистина се враќа во својот полн сјај, дека има представи кои што се разновидни и кои што со гордост се покажуваат на сцените во светот, и покрај она што Министерството вложува огромни напори и средства за да се поддржува театарската уметност, мислам дека тука имаме ние и поддршка од општината, од Битола, имаме отворивме нови врати и страници со формирањето на Шекспир фестивалот, кој што еве се 4-та година ќе се одржува и веќе има огромен интерес за истиот, што ни е посебно драго.
можеме значи да донесеме представи кои што нашата публика ќе ги види, ќе споредува кај е нашиот театар во однос на другите. Во таа смисла сакам да кажам дека не сум многу локално загрижен за тоа кај е местото на Битолскиот театар во Битола, затоа што лично знам и мислам дека сите знаат. Други се фактите дека на пример театрите во Скопје заради поголемата близина на медиумите, штампани, телевизиски и така натаму можат да направат поголема фама околу тоа што се случува. Меѓутоа мислам дека објективно и навистина каде е квалитетот сепак се знае и мислам дека не само што не заостануваме, туку дека водиме во тоа и дека многу театрите кои што се дури и во Скопје и во околните се обидуваат да не следат, да речем дека ние сепак успеваме први да донесеме големи имиња кои што прават представи со посебна естетика, провокација и така натаму. Иако за тоа може би премалку се пишува и се зборува, меѓутоа како да кажам, јас сепак не можам да потпаднам под некои влијанија кои што на некаков поинаков начин сакат да го вреднуваат квалитетот. Мислам дека тоа што е квалитетно се знае и допира до некои луѓе. Во таа смисла ние добиваме покани за фестивали надвор од планираните гостувања. Така бевме специјално поканети со представата Отело минатата година во Нова Сад, представата Хамлет Машина се играше на фестивалот во Подкорица за алтернативен театар. Значи луѓето од регионот и надвор ги препознават или меѓу себе си кажуваат кој каде што сработил и не пратат, можеби повеќе и од домашните медиуми. Меѓутоа, она што е најголемиот проблем за навистина да се определи каде сме ние и што правиме е отсуството на сериозна театарска критика, која што тоа би го кажала на стручен начин. Во едно интервју имате кажано, постојано измислувам нешто ново за да ме имитираат. Па добро, тоа е насловот на интервјуто, а меѓутоа сепак за наслов секојаш се одбира нешто што е спектакуларно. Луѓето денес имаат потреба од сензација повеќе отколку од суштина. Се однесуваше на тоа дека ме прашуваат дека многу често имаат чувство дека ме имитираат во она што го правам. Јас викам, па добро, нека ме имитираат, супер, јас имам мотив да измислувам постојано нешто ново. Се однесува на тоа. Мислам, нашата работа, кажав и претходно, не е нешто што може да се крие. Мислам, тоа е нешто што го гледаат сите. Сега, мене и во еден период разни луѓе знаат да ми речат, сега имаш нова конкуренција, се појавуваат нови луѓе, меѓутоа јас тоа никогаш не го доживувам како конкуренција. Другите дизајнери или режисери или театри се едноставно друг бренд. Значи не можете да кажете вие дека се Шанел го компира и Сен Лоран. Тоа е просто различна естетика, станува збор за различна идеја, за различна филозофија, кој што некој се обидува да ја продаде. Во таа смисла јас немам проблем со тоа дали нешто што ќе го видам некаде наликува на тоа што сум го правил јас сега или порано, а исто пак така мислам дека многу често различни уметници, инспирирани од различни или исти нешта, можат во определен период да представат нешто што наликува едно на друго, така да тоа не го доживувам како така. Па во крајна линија, доколку и ме имитираат во она што го правам, мислам дека е тоа добро, затоа што сепак значи оставам впечат кој што некого го инспирира. Тоа е кога се учи за цртање, значи најчесто се копираат дела од светски познати уметници. Не е тоа нешто што е непознато во уметничкиот свет. А во денешно време, мислам, ние сме сведоци, дури и разни спотови, видеа и така натаму се инспирирани од некои што не потсеќаат на некои други. Мислам, како што кажав, тоа е еден свет на мода каде што инспирациите, доколку не дека не може да најдат нова инспирација, меѓутоа исто тоа постана тренд, една ретроманија да се навраќаме на годините наназад. Па многу често како сега на пример се во мода 80-тите, пред тоа беа не знам кој, 60-тите или ке во мода црно-бел филм и така натаму, и се појавува цел еден бран на уметници, театарџи и така натаму кои што се инспирираат од она што е актуелно, па често се доаѓа до идеја да се помислиме дека се копираме едни од други, меѓутоа кај нас некогаш е тоа многу очигледно, затоа што и лошо и изјавата веројатно кажана тогаш во тој контекст дека сепак сме ни еден многу мал пазар и многу мало
малку луѓе во уметноста и доколку навистина станува збор за некаков плагиат, тоа многу брзо и се гледа и очигледно и навистина работи самото против себе си. Така да мислам, јас сум во период кога навистина имам многу работа и кога нивото на инспирација можеби некогаш кога е пониско или тешко се наоѓа, сепак како уметник со толку годишно искуство имам некои постојани инспирации кои што секогаш ги, како викаме, ни отвараме едно од фиоките со наши инспирации и можеби некогаш да изгледа дека сами од себе си се копирам, меѓутоа од друга страна на овие години и на овој багаж неминовен е фактот дека кога ќе гледате една представа по нешто, луѓето препознаваат дека јас сум ја правил. Веројатно тоа е личниот печат. Да. За крај, ме интересира од ваш аспект, бидејќи зборувавме за вашето искуство, а го имате многу. Дали театарот ја има моќта да ја образува модната свест, освен само да прикажува, одигрува животни сцени? Па тоа е едно големо прашање и некој прашање на кое што најчесто се навраќаат театарски фестивали, симпозиуми и слично за моќта на театарот воопшто. Јас лично не знам, не верувам во моќта на театарот. Мислам пред се дека тоа е место кое што е за забава и кое што доколку некого натера да размислува после представата или отвори некаква дебата, супер, тоа е идеално, тоа е бонус што би се рекло, иако во последно време така наречениот политички или документарен театар се обидува да отвори теми или да прозбори на сцената нешта кои што можеби инаку не би можеле да ги кажеме. Мислам дека сепак светот во кој што живееме толку многу бомбардиран со информации, дневна политика, Facebook, други портали и така натаму, дека многу пред воопшто да се случат на сцената, се биле кажани или се дискутирало или луѓето се изјаснувале за некои нешта. Ние во нашиот театар се обидуваме да го правиме и едното и другото. Имаме представи кои што се исклучително само заради тоа што е некој голем автор, затоа што сакаме луѓето да се забавуваат или има потреба од комедија и сакаме да имаме ангажиран театар и мислам дека досега сме покажале барем во последните 5-6 години дека навистина сцената била отворена за секој вид на театар и дека секој идеја сме поддржале до крај и сме ги носиле успесите и последиците од определен ангажман. И не сум се покајал лично за ништо што сум избрал да се прави овие години. Моќта на театарот, мислам дека покрај современите медиуми, значи театарот нема моќ како например еден пејач кој што ќе наполне стадион, да речеме. Меѓутоа мислам дека театарот има моќ која што е на подолг угорочен план. Да речеме доколку вие 5 години например во континуитет нудите некаков квалитет, имате моќ да образувате определена публика која што ќе биде навикната на различен тип на театар. Да речеме како што навистина мислам дека битолската публика е навикната да гледа секако вид на представи и во таа смисла вие едно што имате критична публика, имате публика која што е образована и имате публика која што знае да го награди она што е добро или да го негира она што не е. Во таа смисла сите театри кога доаѓаат да играат во Битола имате една специфична трема, викат ама сега во Битола публиката, повикам се во Битола публиката е таа, не може да биде друга и мислам дека тоа е моќта и она што ние се обидуваме да го направиме. Моќта на театарот во модата беше конкретно прашањето. Мислам дека модата исто така во својата тоа е една професија која што уште постресна и поефемерна од театарот. Значи обично викаме кога модната ревија ќе излезе веќе е демоде. Значи тие работат многу 2 години однапред, да речеме, модните креатори и многу често во своите модели, да речеме, поготово овие што се високата мода се навраќаат на театарските костими или модата низ вековите. Во тоа најголем многу да речем се истакнуваше Џон Галијано кога работеше за Диор
А има креатори како Жан Пол Готие или Александар Меквин и други кои што својот настап го прават како театарска представа или перформанс и мислам дека тоа го има многу во денешно време затоа што инспирациите многу брзо се исцрпуваат и сакаат да се привлече внимание. Театарот, влијанијата се взаемни, значи модата, филмот, театарот, музиката, исто така видеоспотовите, мислам дека имаат многу нешто заедничко и дека тој круг на влијание на инспирација е во некој постојан тек, да речеме кога се појави Марија Антоанета во Старки, наеднаш мислам дека Старките се вратија во мода и дека сите носат наеднаш Старки. Има исто така кога определени филмови најчесто можеби повеќе влијаат на модата отколку театарот, да речеме имате цели колекции на дизајнери после некој многу голем успешен филм кои што потсеќаат или се навраќаат на времето. Меѓутоа, мислам дека тоа е едно бескрајно, значи море кое што може да се истражува и денес навистина постојат можности за тоа да се направи сериозно. Постојат многу книги, постојат, кројки, артефакти, музејски изложби. Да не заборавиме фактот дека најпосетувана изложба воопшто, веројатно во Англија, во последните 20 години беше изложбата која што беше Savage Beauty, посветена на делото на Александар Меквин, која што и со својата инсталација, која што беше исклучително театрална и моделите, привлече публика повеќе од колку било која друга изложба минатата година во Англија, на пример. Го следете најновото издание на емисијата Кирилица. Довидување до следното издание.